Добре дојдовте во новото издание на Шанка. Што има подготвено за денес ќе видите од најавата и по краткиот блок на реклами се враќаме во студиото. Во денешното издание на Шанка гледат. Луѓето ги лече своите комплекси, да речеме, на начин на кој е малку неспатлив и неприфатлив за обични индивидуи, нели? Што се однесе до тоа нема некоја посебна символика, но мислам дека тоа е добро за народот, за граѓаните. На тој начин ќе дојде до израз нивната висока или ниска интелигенција, без можни осцилации. Има позитивна енергија и негде различна, нормално. Меѓутоа, Струмица како Струмица не затоа што е моментално сум тука, него Струмица ми е секогаш најпозитивната и се чувствувам веќе како дома. Сега сам тип-топ. Истински систематски преглед. Я па типче си? Не, тик си. Во Лаптек Електроник, професионално сервисирање на лаптопи, решавање на сите проблеми околу вашиот лаптоп, сервисирање на матични плочи, графички картици, LCD панели, механичко оштетување, вадење на податоци од оштетени хард дискови и слично. Локација Маршал Тито, Стара Чаршија, до Топчето. Контакт телефон 076 555 105. Полесно е кога друг се грижи за вашите проблеми, максимално професионална услуга за најефтини цени. Лаптек Електроник. Коко Перла, визуелен допир со модата, уживање и предизвик за секоја модерна и современа жена. Ексклузивна женска гардероба. Коко Перла, трговски центар Глобал, први кат. Сега ќе запознаеме со DJ Mac. Тој е DJ кој што доаѓа од Скопје, но повеќе за него еве погледнете од прилогот. Одека до мене е DJ Mac, тој доаѓа од Скопје, еве јас ќе само го знам тоа како вовет за него, меѓутоа ќе опрашам како е неговото име и презиме, затоа што тоа му е сепак професионално DJ Mac, но најпрво здраво. Како си? Добре, супер, вие како сте? Одлично. И еве тоа што прашав, за кого станува збор поточно? Станува збор за Маријан Петровски. Ти од доаѓаш од Скопје, да. Не си од некоја насело подалечно од Скопје? Не, Скопје, поточно Водно, ако нешто ви значи. Можеби 2 години може да се каже дека си дел од струмичката сцена.
Да, тука некаде, значи струмичаните те прифаќаат доста позитивно и секогаш го полниш претежно селект затоа што пушташ претежно тука во Струмица. Може да се каже дека повеќе пушташ хит музика, хит траки, ако може така да се каже. И еве освен тука во Струмица, знаеме во Скопје имаш твои тезги во Наводница, ако може така да се каже. Каде ти е најдраго, еве, каде луѓето најчесто позитивно те прифаќаат, како имаат позитивни реакции на тоа што ти го работиш и тоа спушташ музика? Така. Во кој град? Дали во твоето родно Скопје или во останатите некој град? Еве, можеби во Струмица? Вака, значи сегде има позитивна енергија и негде различна, нормално. Меѓутоа, Струмица како Струмица не затоа што моментално сум тука, него Струмица ми е секогаш најпозитивната и се чувствувам веќе како дома. Меѓутоа можам да кажам и за Радовиш, исто така можам да кажам за Гевгелија, можам да извам поише места, меѓутоа Струмица дефинитивно ми е, мислам се гледа и по моите статуси на Facebook, по моите реклами што се вика кога ги пишувам дека сум како дома. Убава енергија има, позитивно, убава е, ми се свиѓа, журката е на ниво стварно. Музиката највеќе се задржувам на хип-хопот, меѓутоа знам да пуштам и некое диско хиче комерцијално. Да. Имаш такви некои сплетови интересни. Пушташ нешто чочек и потоа продолжуваш со хип-хоп. Тоа е твоја идеја? Да, тоа е моја идеја као малце да се направи по атмосфера и да биде интересно, а воедно и да искочи како некој микс. Тој микс ми го имаат барано многу луѓе, мислат дека е направен како микс, меѓутоа тоа е у моментот, да, у текот на вечерта го правам и луѓето си инспирација и си доаѓа само од себе. Еве рековме дека во Струмица може да се каже си на сцената 3 години, што значи дека доста долго веќе се занимаваш со тоа и веќе професионално си во тие води. И колку еве од кога почна, како почна сето тоа ти деве да застанеш зад миксетата и зад плеерите и да пушташ музика? Ако не се лажам, 13 години. 13? Колку години имаш? Добро, значи доста млад, на доста млади години. 24, да. Добро. Се шалам, 29, полни, не си ги крем годините, не се чувствам како 29, се чувствам како 24, многу жив, многу позитивен. Со самото искачање на дискотеките, кафичите ми се допаѓаше тоа како пуштат луѓето како музика, пуштаат диџеите музика и ми се допаѓа како еден човек може да направи позитивна енергија и журка и сакав да бидам јас тој. Да, тоа е на некој начин диџејот е човекот кој што ја креира и вечерта на луѓето. Да, кој зависи све од него што се вика, па што ни се доени за него. Меѓутоа сегде викам дека музиката зависи од диџејот, да, меѓутоа 30%, 40% многу игра лога и тоа лајт шоу. Значи многу е битно да има едно диско, кафе. Сето тоа е пред се поврзано со диџејот и нормално дали луѓето се расположени. Диџејот ги вози луѓето, светлото, се тоа релативно е. Да. Може да се каже дека секогаш може да биде како што треба, некогаш и не е како што треба, кога не оди, нели? Ти велиш дека доста долго веќе се занимаваш со музика, имаш направено нешто твое авторско, еве да направиш некој ремикс како што знаеме прават многу диџеи тука во Македонија на некоја позната песна или нешто без разлика, еве твое лично искомпонирано, не ремикс. Немам нешто мое, некој пееш па да му направиш музика, тој да
немам направено, значи, моја песна, меѓутоа мој ремикс имам направено со тоа што не се авторски заштитени. Имам направено неколку миксови кои си ги пуштам, си ги терам по дискотеките и кафичите. Не се авторски, како што кажав, и тоа е тоа. Освен во Македонија, имаш некаде на страната повано, немаш некоја желба еве да бидеш, си бил можеби на Ибица, не знам. Не сум бил се уште. Знам дека желбата на секој диџеј е Ибица. Да, не. Па не ми е мене желбата искрено на Ибица, не викам дека не би било убаво, би било убаво, зашто Големо не. искуство. Да, желбата ми е поише. Ова го гледам како не толку профи настан да идам јас да станам некој врвен славен диџеј, поише го правам за дружење, поише со љубов, поише за комуникативно, нови пријатели, нови познанства, шетање, дружење. Епа, у тоа шетање, освен во Македонија, си бил некаде еве во нашите соседни земји, може? Па сум бил, да, сум пуштал Белград, имам пуштано па можам да кажам и Грција на плажата, зборам за дневни журки. Да. И се уште на ниедно друго место. И како е таму? Има некоја разлика еве од тоа пуштање таму музика и тука во Македонија, еве за во другите земји повеќе ја почитуваат таа работа? Само во тоа е разликата што таму поише се почитува, далеко од тоа дека ние сме заостаната нација со музика, напротив ја не мислам така, мислам дека има сепак тие примеси многу работи уништи. Да, кај нас за жал се форсира поише тоа турбофолкот, отколку Не некој ден да те видам и ти да пуштиш турбофолк. DJ Mats Folk микс. Не знам дали ќе ме видиш. Тешко. За пари. Па не секогаш се е за пари. Не. Не е секогаш само до парите. Некогаш мора да се задржиш и на тоа своето, на својата музика и на свој карактер што го имаш кон музиката. Ти пушташ претежно хип-хоп, меѓутоа и многу повеќе различни видови примеси комерцијални хичиња, диско, така највише претендирам затоа што сакам затоа што убаво е во една вечерка што ќе им пушташ само хип-хоп, меѓутоа има луѓе што би се изненадили, би сакале да слушаат некое диско комерцијално хиче. Зошто да не ги изненадам и тие со таква песничка да пуштам и да ги кренам и нив. Така станува и атмосферата пожешка и поголема и тоа е тоа. Нешто друго работиш освен тоа што пушташ музика низ градовите низ Македонија и пошироко? Таа тема е за повеќето луѓе неверна или никој не очекува. Јас имам завршено медицина. И си доктор? Не сум доктор, лаборант сум, вампир, вадам крв. Работев како тој. Лошо ли е да имаш холестерол 8? Немој да имаш 8. Сакам да кажам дека многу луѓе додека работев како лаборант, диџејот крв ќе ми вади, диџејот, значи диџејот е диџеј, меѓутоа диџејот е човек пред се. Да. Си ја сакам многу медицинската работа. Ти може да бидеш не диџеј Мац, доктор Мац, како што имаше на времето доктор Албум. Па имаше така вработените се шалија. Си ја сакам медицинската работа, лаборантската работа. 3 години 4 работев во приватна лабораторија каде што вадев крв и многу луѓе од градот што ми доаѓале на журки ми доаѓале што се вика на рака и крв да им вадам. Да се проверат после журката дали е се на некој не им е верно као од каде ти диџеј, од каде сега лаборант, зошто не, јас сум човек пред се и си ја сакав медицината, запишав, потекнувам од не се живее од една работа во Македонија. Потекнувам од медицинска фамилија, моите се сите медицинари и тоа е тоа. Крушата под круша паѓа. Да, и јас ти благодарам многу и на те посакувам успешен настап вовдека во Селект, како и секогаш и овој најверојатно ќе биде така. И се надевам дека во набрзо време еве ќе направиш некоја песна за која што ќе бидат запишани твоите авторски права. Да, се работи на случај. Па еве ќе ја промовираме во нашата емисија. Да, нормално да. Затоа што во Струмица велиш дека ти е најдраго кога настапаш. Да, дефинитивно најпозитивно, најбаво и вечера сум таков позитивен. Едва го чекам моето време за да почнам да пуштам. И така, фала ви многу на поканата, чест ми беше задоволство што се дружевме и се гледаме на нареден пат. When is a god, there is the devils. Ladies and gentlemen, to beat
Јас сум DJ Мац, се гледаме на некој шанк во Звездениот град. Во вчерашното издание на Шанк најавив дека денес ќе имате можност да видите разговор кој што го имавме снимено пред неколку години во нашата емисија Моменти со Мики Ли. Па еве да го погледнем. Што мислите за карнавалот? Дали е тоа пагански или не? Согласно моите високи интелектуални потенцијали, мислам дека е во ред. Дека е во Тоа е ред. само начин на размислување, примитивна форма на размислување кај одредени индивидуи, да речеме. Зашто, например, дали мислите дека маскирањето всушност е покажување на другото лице? Па не би се... Луѓето кои што се маскираат сакаат полесно го искажат тоа што не може да го направат кога го имаат вистинскиот лик. Да, обично луѓето ги лече своите комплекси, да речеме, на начин на кој е малку неспатлив и неприфатлив за обични индивидуи, нели? Што се однесува до тоа, нема некоја посебна символика, но мислам дека тоа е добро за народот, за граѓаните. На тој начин ќе дојде до израз нивната висока или ниска интелигенција, без можни осцилации. Добро, вие сте голем верник, како што знам. Да, значи не го осудувате во никој случај карнавалот како паган. Осуда, не. Нема основа, нема ниту логика или поента да размислуваме за тоа, бидејќи секое верување е само верување, ништо повеќе од тоа. Дали ти се имаш маскирано досега некош? Па порано, пред многу години, мислам дека ми престува посебно задоволство на мене и без разлика на тоа дали сум интелектуалец или не, тоа е начин на слободно изразување кај луѓето или кај индивидуите. Дали си бил во Струмица? Во Струмица си бил? Па порано имам многу пријатели во Струмица, многу ги ценам и почитувам граѓаните на град Струмица, затоа што тука има многу земјоделски производители кои доаѓаат на пазарниот ден во петок, а утре е петок, нели? И обично тие луѓе ми помагаат многу. Јас сум со нерешен стамбен и социјален статус. На улица сум Луѓето од Струмица ти помагаат, на кој начин го прават тоа? Па да речеме во Тоа значи дека од останатите градови не ти помагаат, дека само струмичани ти помагаат? Да, струмичани се многу ретка појава на луѓе. Верувам дека кај нив постои некоја многу повисока форма на интелигенција него што е нормалната интелигенција. Исклучително се милостиви и даваат се од себе во граници на своји реални можности. Значи, не се севишни, на секој начин најенергично се активираат да помогнат на луѓето. Дали со тоа ги осудуват еве твоите сограѓани Штипи? Да. Ги осудуваш? Па Не се толку добри како струмичен? Точно, да. Тоа е голема вистина за мене, бидејќи иако сум ја жител на град Штип, моите драги сограѓани штипјани не покажуваат и не разбирање за тебе. Не покажуваат разбирање целосно, во делом мислам минимални граници и тоа не е усогласно со мојата интелигенција, тоа што верувам у тоа дека само милостивите луѓе се вистински верници, нели? Добро, дали сте били во Струмица на Струмичкиот карнавал? Не сум бил никош, но би посакал да бидам некогаш тамо. Една обична авантура е на прошетка до тамо, затоа што јас верувам дека ипак струмичаните до сега милион пати покажале безброј пати дека навистина имат милостиво срце и се секој спремни најенергично да се активираат, да ги активираат процесите на добри дела. Значи не покажуваат многу малку чуден начин за обичните граѓани у цела Македонија. Затоа давам највисок приоритет на луѓето од Струмица, на граѓаните на град Струмица. Благодарам многу. Мики Ли од Штип, не. Да, поведете. Имаме едно прашање. Вие сте граѓанин на Штип. Кој е На општина Штип и на Република Македонија. Малку е дефиницијата различна. Треба да биде усогласно со моите интелектуални потенцијали. А вашите интелектуални потенцијали се базирани? Дека се на исклучително повисоко ниво во однос на останатите цивилизирани граѓани кои се уште веруваат во процес на демократија. Да. А дали овој надворешен аутфит, стил на облекување го изразува и вашите интелектуални способности? Да, на некој начин ги одразува и ги презентира и ги дефинира. Бидејќи ја лично сметам како интелектуалец дека облекувањето и гардеробата не е вистинско мерило за вредноста на индивидуата, нели? Се е до полето на енергија. Јас сум обичен човек кој верува во светите Божји сили, во семокниот Бог и затоа и Ја ширите позитивната енергија овде на Штип. па во граници на мои реални можности. Верувам дека секој човек треба критички да се преиспита по однос на тоа прашање. Самото прашање е многу чувствителна емоционална материја и секој треба навистина да биде добар интелектуалец за да пронајде одговор на тоа прашање.
Добро, да прашаме вашето мислење за Радар Рогожаров. А пред за тоа да одговорите, што означува тоа? Символ во кој верувам. Тоа е на англиски, знаеш, во Бога веруваме ние. Да. Сега кога сме кај чисти срца, ние овде во Штип дојдовме специјално за Радар Рогожаров. Вашето мислење за него? Има многу високо мислење за него. Невистински Како индивиду. е носител на високо полен духовна енергија. Значи, кај него се прочистени сите тие материи на кои луѓето робуваат постојано. Повеќе од тоа, знаеш, он извор на духовни вредности. Е национално богатство на Република Македонија. Штета што примитивизмот владее во Република Македонија и ароганцијата која е многу изразена. Тоа беше се што подготвивме во ова денешно издание на Шанка. Со нови содржини продолжуваме утре, а до тогаш до гледање.